Најголем дел од законите од реформската агенда ќе бидат завршени во првите 3 месеци од годината, најави премиерот Христијан Мицкоски. Вели целта е Македонија да биде најдобра во спроведувањето на реформите од земјите во регионот, а Унијата потоа сама да одлучи дали ќе биде заложник на билатерализација или ќе го откочи пристапниот процес. Додаде и дека владата свесно нема да спроведе еден од чекорите кои ги бара Брисел, а тоа е либерализација на пазарот на електричната енергија, што би довело до драстично покачување на цената на струјата, дури до 70%. Очекувам повеќе од 85-90% да биде завршено, минус ова што свесно не го завршуваме. Реков јас дека сакам да бидеме најдобри во регионот. Ние домашната задача да ја завршиме. Акцијскиот план за малцинства го завршивме согласно препораките од Европската комисија. Нашиот источен сосед па има некакви забелешки. Никој нема, само тие има. Така што ние сето она кое што е наша домашна задача ќе го завршиме. Ако Европската комисија одлучи да биде жртва на билатерализација на овие процеси, тоа е нивна работа, тука ние не можеме. Во однос на изборниот законник кој е дел од реформите, Мицкоски порача дека веќе е формирана работна група и дека очекува во текот на месецот да започне и неговото усвојување. Таму треба да се применат практично препораките на ОПСЕ и ОДИХР од изборите во 2024. Таа група работи. Координаторите на пратеничките групи се сретнаа со министерот за правда. Очекувам во јануари да имаме конечна верзија и таа верзија да почне да се усвојува. Во одговор на новинарско прашање за можноста од предвремени парламентарни избори, за кои опозицијската СДСМ и понатаму тврди дека ќе се случат на пролет, премиерот Мицкоски им порача да внимаваат што посакуваат, бидејќи може да им се оствари.